Здраво другари, здраво криптореволуција. Уште едно брзо видео, гледаш како шакжав 15 минути ќе го направам видеото и го направив. Идеме уште едно видео 15 минути, пошто се повеќе македонци се интересират. Значи ово е за Стар Атлас, околу 100-150 луѓе се интересират, до 200 за Стар Атлас, за жал другите валјда или немат компјутери, или многу е поинтересно да фармат, да си играат фармечки, Counter Strike, Dota, LoL, World of Warcraft, за така, да трчат ко луди. Еве Пајо братче освои Silver 5 карт пак, значи типа успеа сите да ги отклуче 12 профили на левел 1 престиж, мислам дека беше. Сите, еве, чека да видиме дали тука, ама тука па не може да зумирам. Еве на левел 1 престиж, значи ги успеа да ги отклучи сите и си доби првата награда е Silver 5 карт пак, втората ќе биде Gold, третата е... Не, ово е Silver Rare. Ова е... Чекай да видиме... Ова е Gold, ова е Platinum, а ова е Аномалија. Таа Аномалија ќе треба баги да поиграе. Али успеа типо, еве да речеме 5 карт пак, моментално е $25. Значи игра дечкото. Знам дека се нафарма доста инк, оти стварно е многу добар и многу прави убиства, многу помалку умира. Значи направи инк кој што може да земе да го продаде. Многу луѓе се зафракнаа да продават на 15, на 17, ако се сеќавате, кажавте луѓе, многу литате. Еве сега е 50 атласе еден, не 15, тоа е 15 количина се продават. Значи кога ќе натиснете buy, идете max 749 атлас. Значи, другари, 50 атлас, која е цената моментално, 50 атлас се продава еден инк. А овие глупите прето продаваа на 15 атлас и на 17 и на 21. Кажафи, луѓе грешка прават. Јас си ги изнакупив така да се надевам дека пак ги продават на 15 и на 17, да си ги купам и тие, па они нека играат од собаля до вече. Не зборам за моите геймери. Другите што продаваа, моите геймери продадеа, сванаа што е грешката, па купија назад, па истредаа, па направија по $40-50. Трети си купија DAO Polis, пошто веруваат повеќе од DAO Polis, што не е лошо, разбираш. DAO Polis со сигурност ќе крее многу повише од инк. Значи моментално многу родители се заинтересирани нивните деца да почнат да играат. Прашуваме за каква конфигурација, другари, многу е лесно. Симнувате играта, ставате се на нај-лоу и тестирате да видите дали го бива компјутерот. Значи може бесплатно да улезете, кај мене имате степ бај степ видео, бесплатно да улезете, да симнете играта, да ја инсталирате и ќе видите дали може вашиот компјутер да ја поддржи на лоу резолуција да ја играат вашите деца. Ама треба да кажете, да ве додадам кај мене у групата, кога ќе се уклучиме ние да играеме, да знаат и они да се уклучат, затоа што временската зона е различно и нема многу играчи што играат уште. Играта е нова, едност 2027 фул ќе се развие тие сервери да бидат. Измеѓу 2027 и 2030 ќе се развијат ќе се развие Стар Атлас за стварно многу играчи да упаднат да играат, за да можеме стварно да фармаме многу инк. Затоа мојот мозок свари информации дека луѓе додека немат сите јаки компјутери, додека не се развие, еве овоа кажи го дека е додека не се развија овој чудо, еве гледате Solana Mobile Seeker Phone to the test and proven you can play high quality games. Значи збораме за телефон од $500 што е многу слаб, ништо нема машинерија, толку јака, може да се играе Стар Атлас преку шага. Ама тоа уште го тестираме, ќе видиме шага како функционира и вие па треба вашиот профил од Phantom Wallet да го поврзете со шага, се уште го тестираме, чекајте, не поврзувајте ништо со шага, ќе видиме што е како е. Значи шага работат на тоа да направат од најевтиниот телефон и од најевтиниот компјутер и од најевтиниот лаптоп да се играе. Значи играта енус ќе добие на потенцијал, затоа што кажав и преходното видео дека немат многу луѓе пари за да купат јаки машинери, па Cloud Gaming се развива. Тоа го им кажам пред 12 години, кога 2025 ќе почнеме Cloud Gaming да достигнеме до врво. Некои моменти помислов дека и порано,
никои криптогейминг игри ќе успеат, ама не успеа, пошто повеќето беа хакнати и не можеа да развијат таа технологија и за жал останува еве Шага. Едино се најприближни што можат да успеат. После ќе го гледаме, имате интервју, значи 3 милиони овакво. Не бе 3 милиарди, зашо се напишува 3? 3 милиарди? 3 милиарди плюс. Леле, ја шо зборам бе, брат? Ја која легенда сум? Ја па сметам 3 милиони, нели, Македонија и Балканов, да речеме, геймери, забравам дека на светско ниво, забравам дека 3 милиарди не е тоа детска игра, дека возрастните, уствари, има над 3 милиарди геймери има на светско ниво. Значи не може да играат за тоа што луѓе стварно, брат, немат пари. Овие, например, јако бев дете, моите се маче и повеќето родители, 90% од родителите, кој можеше у тоа време 2000 марки да купи компјутер, брат. Science fiction, брат, 2000 марки да купиш у тоа време компјутер, тоа беше како сега да земам ние да треба од 100.000, јас си сигурно, од 100.000 долари да купам компјутер, пошто тоа 2000 марки беше, мајка ми земала 50 марки плата, 2000 марки ставиле компјутер, брат, тоа беше нешто science fiction. Овакви компании, еве, планираат луѓе да го решат тај проблем. Шо е мобето, не се докажав. Ако играта треба да достигне 2027, 2030 врво и од 2030 до 2035 да стварно седеш дома и да работиш и да правиш сериозни суми на пари, да речеме, ако успеат, ако не некоја друга игра ќе се префрлиме, ако успеат, а ја мислам дека треба да успеат, да се надевам дека нема да ги хакнат, да се надевам дека нема да направат некоја голема глупост, ако успеат да имплементират се живо, не мора да е толку брзо, јас имам стрпливост. Битно е да се заработува од криптогейминг. Ако успеат до тај сектор, ќе успеат баш заради овакви работи, затоа што луѓето е преку глава веќе секоја година треба да купуваш од 3000 долари графичка, па такво, па друг дел, па трет дел, па четврт дел. Нонстоп да се надоградуваш и вечно, брат, да треба да се надоградуваш за новие корпоратски гиганти да го пунеме джепо. Не, има еве компании што најевтиниот производ ќе можеш да го купиш, да се поврзеш и да играеш. Ово после ќе догледам целото видео. Не го догледав целото. Тоа ми се свиѓа што работат на тај сектор. Еве еден од играчите успеа, братче, да отклучи и има за цел да ги отклучи сите. Значи 25 долари да купиш, ама не му прочитав во пораките, па ако ме слуша, после ќе му пишам да ми каже што му се падна. Не е сликал да видам што му се падна. Значи 5 херои што му се паднати може еден да кошта 30 долари. Еден може ако му се паднал не, фактички он е rare картичка ја отклучил само. Не. Значи не може да му се падне legendary. Значи rare зависи, нели, кажи го, зависи, може да му се падне од 3,5 долари до 15 долари тоа од човек. Значи он е купил 5, не знам, треба да ги покаже што имат атрибути. Значи, ама сепак, гледате, му се падна кру, игра, отклучи, дадеја му го и плюс и печале инк. Значи, наместо да играе бесплатни игри, еве имаме геймери што се трудат да ги отклучат овие награди. Другари, кажав многу луѓе, ќе направиш ли видео, ќе направам, сега сме уште септември, 24. Да, 24. Значи, октомври мислам треба да почне, ќе видиме октомври, ноември и декември. 3 месеци ќе имаме време да изфармаме, ќе видиме што треба да направиме за Zynq. Ја кажав, нели, мислам дека тие на маркетот што ќе треба, тие што ќе заклучат Atlas и Daopolis, тие што ќе играат за Inc, тие што ќе играат Holosium и тие што се у Sage Mining на Sage Labs. Значи ќе видиме и други работи кои се, ќе си фармаме. Еве работат, прават нови оружја за бродови, ми се допаѓат. Нови оружја за бродови, значи работат на играта, сега да не се лажеме. Ово чудо, родене ми е февруар 20, може да се соберете сите по 100 долари и да ми го купите. Некојаш кошта многу пари, некојаш малку. Еве другари, отворено е, гледаш се повеќе луѓе отклучуваат, значи Silver Crew пак 5, 25 долари, али 5 екипаж ќе ви се падне. Gold исто е 37 долари и 50 да го купите, а вие ако играете да ги отклучите сите тие на престиж
ќе ви даде голд, после се надпреварувате за платиниум. Значи еве $50, 37 и 25, али тука може да ви се паднат многу на голд може да ви се паднат и на платиниум може да ви се паднат херои што вреди и $150 и $1000 и $500, не се знае што ќе ви се падне. Исто ти погледаш си купил брод од $1200, мада таа на $67 сега. Значи тоа што му се е паднало го е сменил и си купил, тоа ви го кажав во претходното видео, Bounty Hunter. Значи играта, другарите што прашуваат се развива, еве не е вештачка интелигенција, еве на типката се и платиле да го направи, кажи го, на типката и е платено. Да го направи, значи гласо гледаш плаќат на компанија на девојката што има отворено да ги прави, да го прави глас од играта, го прави она. Значи Холосиум мислам дека денеска требаше да е завршила, ќе видиме кој какви награди ќе добие. Иначе имаше сериозни проблеми со Холосиум затоа што брат играта ја развиват плюс за да ја поврзат со Sage Labs со блиска еднина и не е толку лесно да се направи тоа чудо, значи од нула ја почнуват. Не е толку лесно, ќе видиме кој од нашите награди, од нашите двотројца сигурно ќе добијат добри награди. Друго, тоа е другари, тоа е се повеќе и повеќе луѓе се заинтересирани, гледате тука Star Atlas ја праќат 376.000, што е сериозна бројка, значи тие сите имат купено DAO полис и Атлас и бродови и екипаж. Значи играта, ја верувам сега да не ме сванете погрешно, јас си верувам у играта затоа што играам ја и единствена игра моментално што правам инкам, еве гледате, моментално гледате. Мене ми копа, гледаш email send successful, значи мене ми копа играта, гледате флота имам, за 23 минути ќе се врнат у базата, за 15 минути ќе се врнат у базата, оваа ќе донесе карго од 247.000, тоа е голема флота. Оваа е 63.000 карго ќе ми донесе, оваа ќе ми донесе 116.000, оваа ќе ми донесе 137.000. Значи другари ја копам на ден, леле што нацнав. Добре, ја ме сме исклучив. Оти тоа е автоматската програма што ми има направено Славчо. Значи ја на ден копам другари околу 7 милиони. Ово графичката ли е при крај или обија сме заебаа? Не, што не снав. Брат, сменија го ово create order, брат. Другари, еве, јас го продавам на таа цена. What? Пазете какви грешки да направите. Значи ја го продавам на таа цена горивото, се моментално чекам да почне Zinc airdropо, тие 3 месеци. Моментално не продавам гориво. Другари, јас сам ископал гориво, не сум го преферил целото, имам уште 7 милиона, значи ја копам 7 милиона фюел на ден. Моментално имам ископано 702 милиона гориво. Тоа е моментално, цела Македонија моментално сите да купите флота и да почнете, на сите да ви давам гориво за да играете Sage Labs. Е толку моментално имам гориво. Цела Македонија да купите сите бродови, са не големи флоти, цела Македонија да купите бродови, на сите имам да ви дадам, еве чекај. Са ќе ми одземе време, братче, викате после повеќе од 15 минути. Имам голем проблем со OBS студиото, со ово кажи го. Со OBS студиото имам голем проблем кога играам Sage Labs. Еве заврши една минута, не може да ви покажам. Оп. Не сум логиран. Ке му треба време. Ајде, отвори се, бе, братче. Не тамо погреб. Другари, извинивајте, паузирав за да се отворе. Значи, in Starbase имам 33 милиони муниција, 86 милиони и 500 илјади, не може да видам оти многу сум далеко од мониторот, 86 милиони и 502 илјади имам храна и 19 милиони имам гориво. Резерва имам
891.000 само муниција и 899.000 храна и еве таа 702 милиона. Значи гледај, мен 19 милиона имам, па замисли каква флота копа не може да потроши, а замисли со 702 милиона, шо ми е мобето. Значи ја можам цела Македонија да ја запашам со извинение на да имат гориво. Еве дури натаму некои луѓе кои се стават флота, можам да и крафтам, да и помогнам да искрафтат, ќе си платат фи Атласо, ќе можам да го искрафтам, да и помогнам, оти ја имам многу екипаж. Ако некој играе случајно му треба еден месец да искрафта, не е проблем, нека пише, јас ќе му го искрафтам и ќе му го префрлам. Тоа планирам еднина да направам за македонците, затоа имам еве ископано е. Еве 6 милиона 947.000. Не сум логиран. Имам 426 имам во кво? Екипаж. Така да 426 имам екипаж, така да слободно можам да ви скрафтам големи количини за секунди, што се вика. Тоа е, другари, да не ја тупам, више минавам 15 минути. Значи играта е, еве нашите играчи правиме, кажу го, еве чека да видиме дека беше. Еве јас имам 10.335 имам инк, кој поголем дел го искупив на тие глупите со извинение што продава на ефтино и го купив, па нека се мачат да играат. Да уште многу ми криво што нема уште наследна тура така да продават на ефтино, да си накупам ја инк, оти јас сум кит, мене ми треба инк за Sage Labs. Разбирате ли? Значи јас сум тај што ќе купува од вас инк, што се вика. Така да пуцачината ќе биде интересна и другари, внимавајте што правите. Биткоин 30%, Етериум 30%, Cardano 30%, дури и новија суми, со сигурност ќе одат нагоре уште. Ќе направите пари за разлика што ќе тражите некои маме, шиткоини, фантазерски игри, 10% улегнете Star Atlas, сигурно ќе имате некој бенефит. А ако скрос изгорете, Биткоин, Етериум и Cardano ќе ви ја покријат таа загуба 10% од Star Atlas. Така да, другари, чао, ово е второ видео, ово е само за Star Atlas заедницата, ќе напишам у видеото. На видеото ќе напишам под наслов само за Star Atlas, пошто гледам многу луѓе мразат да ми гледат видеата за Star Atlas, али ќе се каете у блиска еднина. Ако не е 2027, ќе се каете 2030. А па ако овај bull market ја додадат на берзите и успеат сите работи што се ги витиле да ги имплементират, пошто сега блокчейн економија да ги имплементирате тешко, тогај па, другари, уште повеќе ќе се каете. Чао, другари, дека и да сте моите другарчиња, ово видео го изгледајте, е интересно. Дека и да сте моите другари, гейминго, другари е $трилиони индустрија. У Америка, другари, нема, моја комшија, некултурно ми е да земам да го снимам, сега почнува од 9 до сабајле до 6 само гейма. Од 9 до 6 гейма. Дента работе, вечта гейма, качунско будала тука на креветот да подзрнам, да видам, не гейма крипто, гейма пуцачина игри нон-стоп, другите комши исто, повеќето се пуцачина, мал дел имат и се тркат на трки. Пробувам да и продувам да и пренесам, се уште не веруваат у крипто, али ќе почнат и они да веруваат. Значи, ние сме уште, другари, 0,01% у гейминг. Значи, крипто гейминг е на самиот почеток. Чао!